Ако човек е да кажеме, пази, ова е индивидуален спорт, што значи за да некој биде фул финансиран да го прави тоа, треба позади него да стојат спонзори. Ако стојат позади него спонзори, тие спонзори колку и да вака на маса се се е окей, ние оставаме се на тебе, слободно, твоја креација, како, што ќе искачиш. Имаат барања. Има еден притисок кој што, знаеш како, и да не е видлив, тој лепди. Да. И мислам дека во модерното време дел врвни алпинисти кои што настрадаа, можеби одредено влијание и притисок имаше целиот тој спонзорско-сапортерски апарат. Заради тоа што, знаеш, кога со тебе снимаат реклами, кога ти си фаца, кога те викаат по емисии и така натаму, тоа влијае на колку човек и да е, да речам, скромен во тоа што го прави, може да повлијае малце на егото, на самодовербата, на негативна конотација, макар малце. И притисокот кој што се прави дека ти подсвесно, можеби ти свесно не, меѓутоа подсвесно очекуваш дека од тебе се очекуваат резултати. Знаеш, дека ти не си оставен на оној art of freedom, као да, јас сега така се чувствувам и го правам тоа чисто уметнички и слободарски, туку едноставно се очекува резултат. Ова е само моја некоја теорија. Тоа е многу добра поента, затоа што во таа состојба на исцрпеност, подсвеста е многу повеќе во контрола на човекот отколку свеста. Значи свеста ти ја губиш веќе многу одамна во такви подвизи. Значи ти веќе подсвесно, како се вика, телото на некој автопајлот ти функционира и она што викаш ти, ако тој притисок од спонзори, од пари некогаш лепдел во состојба на свест, во несвесна состојба апсолутно постои шанса да те обземе комплетно и да заврши фатално. Апсолутно. Посебно во тие зони на, како се вика, на смрт.